Може. Добар ден, почитувани представници на медиумите. Во саботата на 10.4.2010 се одржа првиот конгрес на младината на Подем. На првиот конгрес делегатите усвоја свој статут за работа и деловник за работа на конгресот. Едногласно го избраа за председател на младината господин Игор Илиев од Скопје, дипломиран правник. Истовремено избраа 50 членови на Централниот одбор и 5 членови на Надзорниот одбор на младината на Подем. Иако на Конгресот на младината на Подем присуствуваа повеќе од 600 делегати и гости, сепак дозволете ми да изразам негодување во однос на нашите медиуми, се разбира со известни исклучоци, кои не пројавија интерес за проследување на настанот. Во иднина апелираме до медиумите да се одважат на поканите на Подем, во интерес на презентирање на ставовите на Подем пред граѓаните на Република Македонија. Медиумите се должни да помогнат во остварувањето на демократските принципи и заложби на сите граѓани, како еднакви, да придонесуваат во развој на различитостите, а не да придонесат конкурирање на црно-бела слика на политичката сцена во Македонија. Подем останува отворен за соработка со сите медиуми, невладини организации, здруженија на граѓани, како и секоја личност, индивидуа, која ја почитува демократијата, која представува идеологија на оваа партија. Го повикувам председателот на младината, господин Игор Илиев, да ги презентира ставовите на Подем во однос со последните случувања во јавноста во делот на образованието. Ви благодарам. Добар ден, почитувани представници на медиумите. Прво да ви се заблагодарам за денешното присуство и би сакал да ги презентирам ставовите на политичката партија Подем во однос на образованието и настаните кои што не обкружуваат во последно време. Партијата на Обединети демократи на Македонија Подем во целост ги поддржува измените кои се однесуваат на запишувањето на дипломирани правници на Академијата за судии и јавни обвинители. Согласно овие измени се предвидува запишување на дипломирани правници на Академијата со завршено 4-годишно високо образование на правни студии со просек од најмалку 8.00 или дипломирани правници со стекнати 300 кредити според ЕКТС, исто со минимум просек 8.00 од двата циклуса од универзитетските студии. Сметаме дека ова е неопходно потребно како би можело од Академијата на судии и јавни обвинители да произлезат квалитетни кадри, кои ќе бидат стручњаци во својата област и во иднина правилно и непристрасно би го применувале правото и позитивните законски прописи. Во овој момент на Република Македонија навистина и е потребно квалитетен кадар, затоа што најголемите критики упатени од Европската Унија во позитивниот извештај беа дека навистина заостануваме во делот на имплементација на реформите во судството. Единствено, ваквите промени и измени представуваат усогласување со европското законодавство и се во интерес на граѓаните на Република Македонија, како истите би можеле да добијат поквалитетно и професионално судство во интерес на остварување на своите права. Во контекст на квалитетното образование, партијата на Обединети демократи на Македонија Подем останува на ставот дека потребно е без исклучок да се постават јасни и прецизни критериуми при запишување на постдипломски и специјалистички студии, како и докторски студии, во смисла на дефинирање на определен просек кој ќе биде исклучителен, но не и единствен услов за понатамошно усовршување. Свесни за ситуацијата со намалениот квалитет во образованието и моменталната ситуација во која се повеќе имаме квантитативен наплив на магистри и доктори на науки, квалитетот е маргинализиран. Подем, како политичка опција, се залага за квалитет, а не за квантитет, за општество на знаење, а не проформа дипломи. Конечно, за ова да може да профункционира, посебно потенцираме дека владата на Република Македонија треба доследно да ги имплементира одредбите од Законот за високото образование од 2008 година, каде е предвидено основање на Агенција за евалуација на високото образование, како самостојно тело кое врши надворешна евалуација
избирно оценување на квалитетот на академскиот кадар на универзитетите и другите високообразовни установи во Република Македонија. Со оглед да ова тело во овој момент не е конституирано, а е навистина неопходно за конечно да се стави ред во високото образование, со цел да добиеме на квалитет, го повикуваме министерот за образование и наука како надлежен за свикување на конститутивната седница на Агенцијата за евалуација, истата да ја свика и конечно ова тело да профункционира. Сето тоа во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Некои прашања имате? Да, дали смятате дека образованието во Македонија привлекува странски инвестиции? Бојана ќе одговориш или? Да, само да излезам напред. Еден став ваш околу тоа. Да, сметаме дека привлекува странски инвестиции, затоа што досега Република Македонија се покажа како земја која извезува квалитетни кадри, меѓутоа имаме и во нашата држава квалитетни кадри. Значи, подам не вели дека во државата немаме квалитетни кадри. Имаме квалитетни кадри кои можеме да ги искористиме, меѓутоа моменталната ситуација во образованието може да придонесе тие квалитетни кадри понатаму да не ги продуцираме. Значи, нашата цел е со сето ова што се случи, реформите во образованието, ЕКТС, да се имплементираат на правилен начин онака како што е законски пропишано. Се со цел за да го добиеме она квалитетно образование и да го приближиме македонското образование со европското. Имате друго прашање дополнително? Не, тоа е. Ви благодарам. Јас сакам, можам ли да ве замолам?